Драги гледачи, поздрав од студиото на Ирис телевизија. Во наредните минути ќе ве запознаеме со настарите кои се поврзани со првенството на третата фудбалска лига група Исток, во која во вторникот се одигра надпреварите од варедното шесто коло. Нашата камера беше на градски стадион во Пекчево, на средбата помеѓу традиционалните ривали Кидго и Каменица Саса. Од секогаш ваквите комшиски дуели привлекувале внимание и носеле крајна неизвестност за самите надпревари. Во Пекчево теренот е одличен за игра, времето е сончево, но мощно ветровито и студено. Играчите на домакинот Кидго се во сина комбинација, а гостите од Македонска Каменица во своите традиционални зелени дресови. За овој надпревар шефот на стручниот штаб на Кидго Трајчи Сенев се реши за следниот состав. Со број 1 Тамер Јамаковски, број 2 Никола Ристиски, број 5 Никола Тонев, кој воедно е капитен на екипата, број 7 Мартин Стојанов, број 8 Владимир Дујовски, број 11 Зоран Андонов, број 13 Иван Колев, број 15 Александар Темелков, број 19 Мартин Димовски, број 22 Петар Најдов и со број 23 Иван Настески. На клупата за резервни фудбалери се со број 96 Мирза Дураковиќ, број 6 Иле Синев, број 9 Андреј Симевски, број 10 Маријан Ташков, број 17 Иван Галевски, број 21 Филип Неделковски и со број 24 Стојан Глигоров. Шефот на стручниот штаб на Каменица Саса Кирче Георгиев се реши за следниот состав. Со број 1 Бојан Тимевски, број 3 Огнен Лазаров, број 5 Силвио Ангеловски, број 7 Зоран Златковски, кој воедно капитен на екипата, број 8 Бојан Иванов, број 9 Дарко Пешовски, број 11 Дејан Стоименов, број 13 Виктор Марковски, број 16 Антонио Бошевски, број 17 Георги Горов и со број 23 Даниел Гоцевски. На клупата за резервни фудбалери се со број 24 Мики Георгиевски, број 2 Христијан Николовски, број 4 Иван Павлов, број 10 Саша Милиновски, број 18 Ален Миленковски, број 19 Митар Соколовски и со број 22 Александар Атанасовски. Главен судија на овој надпревар е Сашко Ристов, прв помошник е Киро Нистров, втор помошник Стојан Костадинов Ситов Струмица, четврти судија Доне Ристовски од Гевгелија, делегат на надпреварот е Димче Маневски од Велес, а контролор Ванчо Костенчев од Скопје. Првиот центар тргнуваат гостите, играчите на Каменица Саса со очигледна најава за брза борбена и офанзивна игра со нагласен почетен пресинг на играчите по целиот терен. Со ова играчите најавуваат подготвеност како на физички, така и на тактички план со единствена желба и цел за триумф на овој надпревар. Тоа се случи веќе во првиот изведен корнер за гостите, откако кратко проиграа Бошевски упати идеален центаршот и на топката со глава реагираше Марковски и ја смести во мрежата на немокниот Тамер Јамаковски. Водство на Каменица Саса 0:1, стрелец Виктор Марковски, а ја бележиме 5-та минута на преварот. Ранното водство на гостите ги осоколи играчите кои понатаму продолжуваат со офанзивната и пресинг игра во која за момент се обиде да им парира Најдов, но неговиот удар од 20 метри заврши непрецизно, односно топката отиде крај голот. Гостинските играчи ги послужи и среќата, откако повторно Најдов распали откусо по голот на Каменица Саса, но стативата овој пат беше сојузник на голманот Тимевски, пошто топката отиде во аут. Првиот корнер на овој надпревар за Кидго го изведе Настески, пошто голманот Тимевски со крајни напори ја испали топката во нов корнер овој пат на спротивната страна. И оттаму се дуваше опасна закана, и тоа преку Мартин Стојанов, а голманот Тимевски со крајни напори под самата пречка ја избоксува топката во трети поред корнер.
Повторно Настевски нишани во самиот гол, а Тимевски уште еднаш го спасува својот гол. Очигледно, канонадата од корнер им внесе мала паника во одбормените редови кај гостинските фудбалери. Маестрално во стилот на Шекери, директно од корнер, Иван Настевски постигна ретко убав гол за изравнување на резултатот на 1:1 веќе во 8-та минута. Бргу е анулирана предноста на гостите, што дава надеж дека надпреварот добива на квалитет и на фудбалска убавина. Со ова се враќа неизвестноста на овој надпревар како и во почетниот стадиум, а коронадата на домашните играчи продолжува со нов удар од аголот, од кој се бара спас во ново исфрдање на топката во корнер, повторно на спротивната страна. И со новиот корнер следи нова маисторија на Настевски, по која гостите одвај го спасија својот гол. Секоја акција носи своја специфика во која и најмала грешка може да влијае на парадомошниот тек од надпреварот. Едно мало недоразберување во последните одбранбени редови на Кидго се обиде да го касне Пешовски со удар по кој голманот Јамаковски успеа да ја скроти оваа незгодна топка. Домашните играчи изведија слободен удар кој од околу 25 метри го изведе Темелков. Следуваше силен удар по кој топката за малку отиде крај голот на Тимевски. Нов слободен удар за Кидго имаше и од спортивната страна од кај самата аутлинија. Топката во висок лак ја нафрли Настевски, а Колев задоци за миг и не успеа да ја зафати оваа топка која заврши во гол аут. Гледачите покрај сончевото на студено време внимателно го следеа надпреварот, кој беше динамичен и некој ги подгреваше да останат до крај и да очекуваат уште многу изненадувања па и голови. Најдов е во елемент, ја сече акцијата на гостите и се упати кон нивната половина. Беше несебичен, ја сврте топката налево, на неа натрча Андонов кој силно шутираше, а голманот Тимевски успешно одбрани и одби топката кон неговите соиграчи. Советите од клупата на гостите беа насочени кон тоа да се продолжи со таквиот ритам и со евентуални контрнапади да се загрози голот на Кидго. Иванов успеа да освои една топка на својата половина и мощно умешно ја упати во празно кон Стоименов. Гостинскиот играч беше побрз и во поволна ситуација од Тонев и кога голманот Јамаковски му тргна во пресет, се реши да шутира кон празниот гол. За жал биеше непрецизно и топката не ја погоди целта. Се разгорува играта и се редат одлични акции на двете страни. Најдов направи убав дриблинг, се ослободил својот чувар и ја упати топката кон голот на гостите. Топката одеше паралелно со гол линијата и за жал за миг задоци Темелков кој самиот заврши во мрежата, но топката отиде на спортивната страна. И во самиот финиш на првото полувреме го бележиме моментот кога на самиот трап на 60-текот на Кидго дојде до контактот Темелков и Златковски, по кој гостите бара пенал, но моште близу беше судијата Ристов кој даде знак играта да продолжи, пошто за стартот позадина жол картон заработи гостинскиот играч со број 11 Дејан Стоименов. И тука некаде беше крајот на првиот дел кој донесе добра игра и на двете екипи, при што беа постигнати два убави гола за резултат 1:1, а стрелца на головите беа Марковски за Каменица Саса и Настевски за Кидго. На почетокот на вториот дел се изврши првата замена кај домаќините. Тренерот Трајче Сенев се реши на местото на Зоран Нонов, кој добро се ја заврши работата, во игра да влезе Филип Неделковски со број 21. Ова значи дека се внесува офанзивен играч,
со кој што мора посериозно да се атакува кон голот на гостите. Настевски прв се решава да шутира и да го изненади Тимевски од самата линија на 60-тигот, но крај него беше Ангеловски кој успеа да изблокира, пошто топката стана лесен плен на голманот Тимевски. На спортивната страна се закани и гостите, кои по изведениот слободен удар изнудија корнер. По изведениот корнер голманот Тамер Јамаковски уште еднаш ги покажа своите врвни квалитети, спасувајќи го својот гол, а испадајќи топката во уште еден корнер. Капитенот на гостите Зоран Златковски ослободен удар од огромна далечина упати вистинска бомба, но повторно во елемент е Јамаковски кој интервенира сигурно и не дозволува изненадување по неговиот гол. Настевски и Неделковски во тандем се почесто им задаваа макар на одбранбените гостински играчи. При една таква комбинација шутираше Настевски, но при тоа интервенираше Ангеловски кој го удолжи ударот за прва интервенција на резервниот голман Мики Георгиевски, кој го замени повредениот Бојан Тимевски. Следи нова акција на Никола Ристевски по десната страна и упатува топката кон Најдов, а овој го проигрува Мартин Стојанов. Од кај самото корнер знамјце Стојанов центрира, а на топката со глава скока Неделковски со помош на стативата ја затресува мрежата на немоктиот Георгиевски. Гол за водство на Кирко од 2:1, во кој джокерот на тренерот Трајче Сенев го оправда своето влегување со постигнувањето на овој гол во 65-та минута од надпреварот. Мирише овој надпревар на нешто ведро и играта подсетува на поранешните атрактивни настапи на Кит Го, кога не знаеше за пораз. Очигледно, добронамерните сугестии за лошите издање на Кит Го против Тетонит Радовиш има свое влијание кај играчите на денешниот надпревар. Капитенот Златковски покажа дека располага со разорен арсенал на упатени удари кон голот на Кит Го. Се реши на нов удар од далечина, топката незгодно подскокана, но сепак Јамаковски со сето свое искуство не дозволува изненадување. По десната страна Ристевски повторно инициира нов напад на домаќините. Го пронаоѓа Најдов, овој веднаш кон слободниот Мартин Стојанов. Убаво се ослободи својот чувар и шутираше брзопето и непрецизно, иако имаше и други решенија. Односно, сосема сам на левата страна беше Неделковски. По една најзглед безопасна акција, играчите на Кит Го ја заврши на најдобар можен начин. Откако една длабинска топка од 60-тикот на гостите, со глава ја врати Мартин Стојанов кон Настевски, а овој веднаш ја продолжи кон Неделковски. И имаше и простор и време Филип Неделковски да ги подеси нишански да справи и со прецизен удар да ја затресе мрежата на немоктиот голман Георгиевски. Втор гол за Неделковски во 73-та минута за зголемено водство на Кит Го од 3:1. Гол за голема радост кај играчите на теренот, а секако и кај гледачите на трибината за помирен тек до самата завршица на овој меч. Но тука не завршуваат нападите на Кит Го. Нова акција на Најдов, кој не себиче ја свртува топката кон пеналтикот кон своите соиграчи, кои сепак не се разбра најдобро.
Не успеа ни акцијата на тандемот Неделковски и Настевски, по кој топката стана лесен плен на гостинскиот голман. Истиот тандем е творец и на следната акција, во која Мартин Стојанов има идеална можност за постигнување на гол, но Георгиевски фантастично интервенира и го спасува својот гол. Последната акција изведа гостите, но внимателно седеше голманот Јамаковски, кој беше најбрз и навремено реагираше. И по ова судијата Сашко Ристов од Струмица, кој одече го водеше овој надпревар, одсвири крај на овој возбудлив и интересен меч. Надпревар во кој играчите на Кит го знаеа што сакаат и кој по почетниот шок и примен гол брзо возвратија со гол за да на крајот убедливо триумфираат. Ова беше игра која е препознати белег на Китго, атрактивна, брза и зачинета со 3 убави голови. Радови податокот што на теренот по пауза породи повреда повторно се врати гугетерот Андреј Симевски, од кого во понатамошниот период се очекуваат нови голови. Сите играчи кои настапира денешниот надпревар заслужуваат честитки со констатација во ваков стил да продолжат и понатаму. Задоволство имаше кај сиот стручен штаб на Китго и особено кај спонзорот на клубот Кирил Гого, кој едноставно бликаше од радост по оваа нова победа кронисана со освоени 3 нови бодови и со податокот што и табелата краси. Борец е прв со 18, а тимот на Китго е втор со 13 бодови. Но за да биде добро, мораше да имаше и одличен противник, а тоа беа играчите на Каменица Саса. Китго пекче во Каменица Саса 3:1, по полувреме 1:1. Стрелци на головите Иван Настевски 1 и Филип Неделковски кој постигна 2 гола за Китго и Виктор Марковски стрелец за Каменица Саса. Еве ги комплетните резултати од ова шесто коло. Плачковица Борец 7:4, Брегалница Кожов 0:0, Вардар Неготино Партизан Обршани 2:0, Китго Пекчево Каменица Саса 3:1 и Тиквеш Детони 2:0. Табела: тимот на Борец е на првото место по 6 кола со освоени 18 максимални бодови. Екипата на Китго Пекчево е на второто место со 13, трето место Тиквеш 12, на четврто место Брегалница со 10, петто место за Кожов 9, шесто место Плачковица 7, седмото и осмото место го делат Вардар Неготино и Партизан Обршани со по 6 бода, но екипата од Неготино има нешто подобра гол разлика. Девето место Каменица Саса со 4 и на последното 10-то место Детонит кој нема освоено бодови. Надпреварите следното седмо коло ќе се одиграат во сабота 29 септември, во која камерата на Ирис телевизија ќе биде на стадионот Могила на надпреварот Партизан Обршани Китго Пекчево. Драги гледачи, ова е се. Ви благодарам за времењето со кој не следевте и до следната средба останете со здрави и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!